Основан во 1955 година, а целосно обновен во 1973, 10 години по земјотресот. Скопскиот луна парк броеше 20 реквизити, кои повеќе од 40 на години не беа ниту заменети, ниту пак нивната содржина беше обновена. Скопските градоначалници ги збогатуваат своите предизборни програми со ветување за негова конечна реконструкција. Градежните зафати ги почна Коце Трајановски, но прекинаа поради промената на локалната власт. Петр Шилегов само ветуваше, а и Даниела Арсовска не направи ништо. Луна паркот во Скопје е веќе 10 години затворен. За разлика од Скопскиот, оној во Чернобил сепак личи на Луна парк. И покрај нуклеарната катастрофа, таму има панорамско тркало. Тука нема ништо. Само празни зборови на хартија, која пополнуваа програмата на актуелната градоначалничка Даниела Арсовска. Пробавме да влеземе, но нидовме на заклучена врата. И покрај тоа, што во незината програма во една од 16 приоритетни точки беше Луна паркот, кој требаше да биде еден од најсовремените на Балканов. Но наместо современ Луна парк, освен заклучена врата со кородиран ланец и катанец, ние затекнавме решетки обраснати со бршан. Затекнавме неколку случајни минувачи, чие разочарување не можа, а и не сакаа да го сокријат. Мислам, треба за децата во градот да имаат место катче каде што ќе се собираат, а ова стварно претера. Толку години ветува и ништо не е направено. Па мислам дека треба да се вложи во Луна паркот и да се направи, зашто мислам дека децата заслужуваат да уживаат како ние што сме уживале нашата генерација. Се велиме дека сме метропола, дека сме европски град, аплицираме за град на културата, а немаме елементарни работи. Мислам, не е само Луна паркот штета за дечињата. Се надевам дека ќе се оправи со промена на градоначалникот, како и сите луѓе. Тука јас сум растела, тука децата ми растеле. Алфа побара одговор од град Скопје за катастрофалната состојба на Луна паркот, но оттамо, како по обичај, вината ја префрлија на друга адреса. Ке беше одамна готов Луна паркот, ако во Советот на град Скопје, каде власт се советниците на партијата на Орце Ѓоргиевски, тие гласаа да се отпочне со изградба, наместо да дозволат во тој простор надвор од сите закони и стандарди да владеат и стопанисуваат неколку дискотеки. Но скопјани се веќе сити од ваквите изговори и се што сакаат е промена на градската власт и се надеваат дека следниот градоначалник ќе ги реши проблемите кои изминативе години и така како се наталожија во главниот град.